Пораките ги чувме, не се охрабрувачки во смисла дека се уште ЕУ, иако е свесна дека преговарачката рамка како што беше креирана за Македонија, стана голем проблем за проширувањето и преседанот наш ќе се удри од глава и со другите земји кандидатки, сепак не најде за сходно да најде оперативни решенија кои што би можеле да го отклучат процесот на проширување и да го заштитат од билатерални блокади. Тоа е потврлање и на нашата дипломатија делумно, која што не успела да го искомуницира тоа добро и мислам дека треба во иднина да покажеме многу повеќе проактивност, креативност, да пристапиме со различни сценарии и идеи кои што треба да ја укажат во Брисел, особено дека вака построен преговарачки процес не е одржлив. Вториот момент е отсуството на сценарио Б, кое што во случајот за Украина постои доколку биде блокирана од Унгарија, да речеме, меѓутоа во случајот со Македонија сценарио Б е исклучено. Таа неконзистентност на ЕУ кон нас го намалува кредибилитетот на Европската унија. Релативно острите пораки од Кошта треба да ги толкуваме во насока на тоа дека во борбата кој е на потек, сепак Брисел очекува дека Скопје е на потек. Значи дека она што е досега договорено во преговарачката рамка и во билатералните протоколи нема да може многу лесно да се менува, но истовремено можеби тоа може да се искористи за да го направиме патот после завршувањето на уставните измени полесен. Политичката порака на одржување на самитот во Тирана, интензивниот напредок на Црна Гора и Албанија и релативното заостанување на Македонија на овој пат е исто така политичка порака која треба да не загрижи и се поостри се тоновите од Брисел кон Македонија дека она што е договорено во рамки на преговарачката рамка треба да се исполни. Така што во таа смисла мислам дека притисокот ќе се зголемува. Не знам дали е политички опортуно или дали е возможно со сегашната кредитура во Бугарија да се најде некакво подобро решение за кое Европа нема да има забелешки, но очигледно е од ова дека Европската унија смета дека ние сме на потека.